Одгледувачите на пчели се крајно загрижени за својата работа и екзистенција. Тие се трудат максимално, но во вода се и фрлаат трговци и измамници, бидејќи фалсификуван мед стигнува од секаде и редовно го има на рафтовите во маркетите. Кулминацијата ја потврди и Агенцијата за храна и ветерина, која објави: на рафтовите на некои супермаркети пронајдени се тегли на кои пишува дека е мед, а содржината е шербет. Целата количина е одземена, а против дистрибутерите и трговците се покренати постапки. Известија од Агенцијата за храна и ветерина. Тоа не е лојална конкуренција. Тоа е сосем друг производ, а се декларира. По-лошо. Секако дека се одразува во нашата работа и желбата за инвестирање и за зголемување и за многу млади веќе намалена се помалку и помалку ради фалсификатот мед. Ова е повторен повик од пчеларите за поагилни чекори на инспекциите и другите институции. Тоа треба само горе од озгоре, например владата да го реши тај проблем. По мене треба да ги санкционира. Треба да си стави што е производот. Ние повикуваме апел, повикуваме до службите да излезат на терен за да го проверат медот. Најмногу треба со едукација на народот, да го едуцираме народот да купува вистински мед од вистински пчелари. Освен пчеларите, изиграни се и граѓаните, а еднаш веќе изгорените купуваат на сигурно. Кој си има своји муштерии, него интересира цената, да речеме, да, па и цената е многу важна. Ама кога тај веќе земал еднаш, знае дека стварно се работи за чист мед, он пак ќе дое, пак си земе. Од Агенцијата за храна и ветерина и Државниот пазарен инспекторат најавуваат нови контроли, а од Асоциацијата на заштита на правата на потрошувачите апелираат секој сомнителен производ изложен на продажба да биде пријавен.